Петто издание на Саемот за вонно-училишни активности и годинава нормално главен виновник за Саемот, Општинскиот совет за превенција против малолетничко престапништво на град Кавадарци. Господине Каракулев, еве, можеби со некои паузи измеѓу, меѓутоа допревме до мал јубилеј, пето издание. Токму така, денес е голем ден за Кавадарци, голем ден за превенцијата воопшто, бидејќи по пети пат, како што кажавте, на градскиот плоштад се одржува Саем за воншколски активности во организација на Општински совет за превенција против малолетничко престапништво на град Кавадарци, на кој што Саем организирано очекуваме да поминат околу 3000 ученици, покрај нивните наставници, нормално родители и сите граѓани од општините Кавадарци и Росоман, кои што беа информирани за ваквиот саем и кои што може да го посетат. Денес времето е многу убаво тука на градскиот плоштад во Кавадарци и општо во Република Македонија, така што ќе бидат представени сите спортски клубови, невладени организации, народна техника, музички и други школи, училишта, каде што младите може да го поминат своето слободно време доколку го имаат, значи да одвојат дел од своето време, да се зачленат во некои од овие клубови, да имаат свое катче каде што ќе го потрошат тоа време и со еден збор да останат настрана од лошите пороци кои што ги демнат. Тоа е всушност индиректен начин, значи на превенција, да ги зачлениме младите во овие клубови за помалку време да имаат да се одаваат на лошите пороци. И што помалку да седат зад компјутер? Па нормално дека за здравието е подобро и да спортуваат, да бидат зачленети во овие клубови, бидејќи овие дечиња се уште во пубертет кога се развиваат. Така што има време и за учење, има време и за седење пред компјутер, пред социјалните мрежи. Меѓутоа целта е што е можно повеќе дечиња да ни се зачленат во овие клубови. И целта на овој саем се надевам дека ќе ја постигнеме. Значи барем 10% од сите ученици кои што ќе поминат на овој саем, а ќе поминат од 4-то оделение до 9-то оделение, сите ученици од сите основни училишта од Кавадарци, а поканети се и учениците од општина Росоман. До вчера имавме пријавено 25 учесници, значи со своји штандови. Пред почетокот на саемот кој што ќе биде за 10 на 15 минути, ќе го утврдиме точниот број. Значи, некои од оправдани причини не се пријавија, меѓутоа имаме и нови клубови кои што оваа година се формирани и ќе се представат пред граѓаните на општина Кавадарци. Ги спомнавме само основците, меѓутоа тоа не значи дека и средношколците не може да бидат дел од саемот. Значи, саемот е отворен за сите граѓани од општините Кавадарци и Росоман, па и пошироко. Значи, поканети се и средношколците. Меѓутоа сметавме дека оваа целна група од 4-5 оделение можеби е најпотребно да го посетат, бидејќи во тие години и се зачленуваат во клубовите, значи од помала возраст, можеби и уште од помала возраст, така што може и помалите оделенија слободно да присуствуваат на овој саем.